Почитувани дами и господа, 28 епизода, јас немам време многу за најава. Друго е. Пошо е 20. Беќавме, чека како се правеше ова сега бе. Вака. 28 епизода, почитувани дами и господа. Нитро цвај, лайк и subscribe одма тие шо веќе тоа го немате сторено, затоа што ова вечер специјално каков прелаз направив, неверојатно. Претходната епизода обеќавме 8 март денеска, демек да поможи. Денеска да епизодава ја снимаме на 8 март. Кадрово не се гледа, ама види, да, пак на микрофонов застана види да се види Румелов. Леле како застана, браво еј. Да. Вакво и реков претходната епизода рековме ќе испоштоваме за Полонез, пошто правевме муабет, рековме дамиве ги оставивме на цедило. Денеска добиве цела епизода. Да, сега се превозбудија дека за плетење ќе правиме за Ума лош почеток. Леле, одамол ти се игливе бе, брат. Влашка мала сега плачит за овие игли. Било е некада. Или кисела вода. Не бе, солку дебела игла, товот на мас не може да ставиш. Овие јас ги крадев, се качив на чатија од громо, брат. За телевизор порано ги. Не знам дали се гледат сега вака, не знам, чај на црно кај бе. Сега ако ме нервираш, сега паук ќе ти направи, море. Реквизита дојде во муабетов. Леле. Некако вака се прави, јас знам. Овде леле ми текне. Вака. Samsung ми се да. Овие. Смарт игла е ова. Сама плетит. Ке видиш сега. Мојве се белчишчанки. Леле, чекај сега овдека Конецов, види сега што е поентата. Зошто? Вие колку заплетка дојде. Няма, чекај море. Не, мене не ми се надпреварви вака. Со плетки. Немој да си ограничен и смота. Джемперов, знаеш каков ќе излези твојов? Джемпер, ако правиш джемпер. Сигурно има миленце за на хауба да направиш. Шал ке излези. Леле. Слушај, немаш доволно овдека ти треба 2 кила и 100 за шал. Леле, со кого најдов јас да плетам со аматери. Море дете златно. Знаеш заш викет плетењето смирува? Заш види го ко ребусе. Прво за да се деси нешто, ти треба да му го најш крајот на ова. А знаеш и те 30 дека ако му го најш крајот на ова, ќе го најш крајот на Македонија, на не знам, на кризата во заливот. Мај Тетрис постои, така. За да си ги смириш нервите и крстозбор. Постои. Ќе правиме епизода и гейминг со Тетрис. И то ќе го правиме. Ако не донесам Nintendo овдека, правиме бе. Супер Марио ќе играме. И ке кој што ќе изгуби, ќе јај. Печурката ќе е. Така ќе ти измислям бе. Оние жалкини. Со така да правила, знаеш. Со заканвење. Може да бе challenge accepted. Challenge accepted, ама дете златно. Ке видиш ти чекај сега море то не се прави туку така, то се прави све си сакат своето бе, дете златно. Све си сакат своето. Овие економски имет плетено. Како да се заштеди во... Јас одев на секција. Сега знаеш шо? Сега оние теткине шо се, како се викаат... Шо плетет, сега плачат. Гледај. Шалов од коле во еднонасочно ќе биде. Чекај како беше бе, како се правеше бе? Вака некако се... Не, чекај. Да, пробај се види. Не, Господе Боже. Абе, то мајка златна покажа, ама јас шо сватив од то шо ми покажа. Ако продолжиш вака, Римелов ќе го избришал. Не, чекај. Чекај сега, вака, не. Левиот, два пати. Абе, шема море не нацртавме. Не, чекај. Како сум заборавил. Вака се правеше. И ова вака, котолец. Котолец. Море, успеав. I did it. Господе Боже, еве го, да посведочи. Братучет. Готов е Шалов. Како го рече, како Шалов, уште она кесе да немате некој од оние поевтинини, гужвано некое. Да не е ново кесево. Леле, котолци, мети си, брат. Абе, шо преш, море? Леле, ова мене ми е... Абе, чекај сега да ти објасним тебе, стилов мене ми е, море, братучет, фински. Значи, тако му влезам јас. Ова ти зваков заплет,
Ваков заплет... Прво бојава не ти е за надпревар. Да се разбериме. Ваков заплет Вака ни се во правеше, Хамлет чекај се. немат. Еднашка овде вака, ова одоздола го тургаме. Го туркаме, ветар го туркаме. Сега знаеш што ќе те фатам прашам? одоздола, ќе ме збуниш се. После Абе. ќе речеш те фати. Еве, али те бенди сви. Крупни кадри ќе... Мајката да ти. Ова готово. Че. Може да се каже Не, дека зашто на уште... палец треба да стои тоа, бе? Уште 6 прам вакви и сум спремен. Готово. Ако не ој со нитро цвај, ќе плетиме онде како пазарон. Брат, јас и ти готово. Кариерава. После оваа епизода, ако не се мажам, право да ти кажам, Ова причето ќе ти е. ова ќе ми е... Замисли невесте да те викат некој цел ден. Тебе, а те викат. Ама ти рече ќе се мажам. Знам, јас не реков дека ќе ме викат невесте. Шо ги мешаш термини, бе, братучет? Сега имаш варијанти колку сакаш. Може да се мажиш, а да си тој. Да. И никој не сме да ти речи. Да, И што е сакам проблемот? се, Еве, ако сакам ништо друго, барем ги Мајку ти. ги врзав овие. Зна... Ропе врзува, вие одврзете. Знаеш шо ми е најмногу тема усплетењево? Не знам. Да ти кажам шо имам сонвено, Ај, молим например, те. и ти да погодиш. Ти се кажи ми. Мене сон што сакам да сон што сакам да го сонвам е да летам. Знаеш, се залетвиш и она како без воздух, знаеш, трчаш. Може да ми објасниш што е тоа? И после пак на нозе. Сон што сакаш да го сонвиш, ти е да леташ. Да, може да ми кажеш што значи тоа? Тоа значи дека треба умен да бидиш во животов и многу да не прискоквиш. Тоа ти е несвесново, ти праќаат сигнал и ти велит братучет, свести се, немој да бараш рогој. Заш кој што барал рогој, Знаеш дека рогој немам барано како ни што вели еднашка? народната, и ќе ги најди. Јас ако не го вметнам и кабелов од микрофонов во плеткава, јас ево, ви како... Ама се Абе, Што растура, направи? море, Чекај. гледај. Нитинг, ти се вика тоа. Ова ти е сега... Жена што плети 40 години, ако успее да го расплети тоа, Ова ако го расплетит, ќе се обесам, знаеш каде? На кука негде, на некоја кола ќе ми таму ќе се обесам. челич. Абе, плетам, море, не знам шо прам, нешто ќе излези. Колку што јас зборувам пакистански. Чекај сега да ти објасни Чичко ти коле. Да, повели Чичко Коле, те ти. мола. Ау. Јена кај беше? Карловац? Не, Урошевац? Врање, ама Хоп, еве го. паланка, онаја. Врањанска паланка. Врањанска Кај бањата. паланка. Да. И сега за сонов ми треба уште. Сонов ти е многу убав. Јас не плетам онакво да речиш плетка права, то секој го мојт. Јас плетам Мајка ти е. туфниња. Едно туфне, еден минц. Се растеков, аз готово, бидна. Еве, Ојде. опа, Не ле, зевчи. вака врзи Сакаш да неколку пати. доплетваме јас од овде да ти Како припремам? сакаш и готово, видиш, убо си иде. Топ си иде. Само проблемот е што од пократково почнав. Видиш, убо е, дојде. Чоп. Ме буниш овде ми правиш. Знаеш што? Миленце за ќуп. Ова миленце е за задуша од некој што го мразиш. Чекај поблиску до микрофонот. Ова Да не плеткава рече. толку има заплеткано, клетва не фаќат. Кој ова? Сакаш да ти кажам некој сон, јас нешто ќе кажеш или не? Моримаро. Чекај бе, море, ти кај... Абе, многу ми се брзаш некако во оваа епизода. Знаеш зашто се брзам, гледаш што правам од преска. Шо е работава? Една посебна потреба имат во мене сега. Ти, Почетоков мене ми да го кењаш, фатам. молим те, покажи што имаш направено до сега. Еден ма, јас- котолец немат. Види го, профи. А море, кој... Ако ништо друго, волшебно стапче може за оние. Сега, чекај, јас имам проблем со почетоци секој, па знаеш. Да, Знаеш. да. Знаеш, На почетокот беше тешко, после шо? После, друго беше после. После беше исто тешко, ама веќе не беше почеток. Реков. Да, и Достоевски така рече. Немој, не, не смееш. Што не смееш, бе? Не смееш сега, све што е руско е забрането. Не смееш, што лада Така ќе е во купам. животот. Лада ќе купам Може сега. државата да ти имат
Значи некоја друга држава, Шведска е нека е, не мора да е Литванија. Да, најубо може да е измислено. Државата може да биде преубо, све луѓето да се хиперинтелигентни. Видиш Еден ако имат да ја посерит работата, одма готово, све треба да се банират, така да вардите што правите, знаеш. Да, лада купење никако, пошто овие се убија од лади Не, купење. порано на планина текна одеше се лада, се. лада нива најпој качвеше, сега не, многу влечит. Многу влечит и онаквит. Да, ето, кажав шо пред. Исто како плетење во шо миојт, така и миојт муабетов за денеска. Ако она во телевизија да се јавиш и да речиш сонвев нешто за Русија, ќе те скинет одма во програма. Не, готово. Мен ви ме тема одма. Затоа јас розево вакво вуниче зедов, сакам да мават на позитива, на магента да мават. За плавово е за на мртва сабота. Гледај бе, везам бе брате. Јас не плетам, везам овдека, види. Види. Да, не дај Боже да рече фона да земе, како се викат. Елеков се викат демократија. Овој може нема да те стоплит, ама ќе ти овозможит еднаквост. Во општеството бе брат. Види. Те бенди свит вака, Де се ќе фатам од овде и ќе превртам од овде и после тоа ќе не. Ти џабе се заплетката, ама јас ќе завршам пред те. Ке завршиш. Да. Ке завршиш пред мене, вистина ке завршиш. Гледај море, пола джемпер го сплетив ти до кај си. До кај си ти? Објасни ми во животот. Ова и ќе го изложам како експонат ќе биде во Обединетите нации ќе биде ова. Разбра? Или не разбра? Весли Кларк знаеш што ќе ти речи за тоа? Што ќе ми речи? Ќе речи браво, море, кој ќе успеа. Успеа. Јас ќе му речам и ти успеа. Абе вака требаше. Еве, му влего. Ве молам да видиме, знаеш колку ќе топлит море. Види ти колку густо го имаш направено. Да ги потит луѓево. Гледај шо е ово. Да ги потит луѓево. Ова мене ми е со вградена, со соларна. Со све. Кабливе после ќе планираш да ги импортираш? Сега уште рецепта за колачиња да ми кажеш некој најубај што ти се уште то фали. Зашто предходниот пат искинавме со тој полонезот и со за колачиња. Сега ќе ти кажам. Колачињава се викет безнадежни. Ама во тоа е трикот, не, гледаш, одма ме осудвиш. Не, јас овде за джемперов си коментирам. Колку беше. Еве го, туфлето, види, убајна. Ова кога го ставам овдека, не. А ова кога го направам овде, мамо. Сега ќе измислят и безжични игли за плетење. Паметно? Wireless. Да, овие мене не ми се игли, например, од нешто, од шпица за точак се. Види ја, каква е. Волна expecting connection. Ова колку котолци имат поминато во животов, знаеш? Ова. Джемпери. И гледај, знаеш за што е ово? Можеш ушето одма автоматски вака да го рокниш. И на крај да го избришиш од подмишка вака. Вака, джедајски. Оп, и продолжуваш. Нема тука мрдање. Еве ти. Не, јас од старт се зафркнав. Што сакаше сега темава ќе ја кажеш за денеска или јас да ја кажам? За сонот ти кажав. Толку? Дека сакаш да леташ тие сон? Не, него најмногу што ми се дешава да сонвам. И има уште еден сон, сега ќе ти кажам. Например, кој ќе... Ти си жртва на гравитација, значи, то ќе ти кажам. Ти си жртва на гравитација. Малку, господине Тодоровски. Жртва на гравитација си, тебе те влечи цинтелонот надолу. Имаш цинтелон во втората куќа на радикалниот Меркур. Меркур ти е многу радикален тебе. Зато сонвиш летање. И имаш ефервесцентен Јупитер. Тоа многу е поинаку од тоа што треба да видиш. Зато така сонвиш дека леташ, а уствари нигде не одиш. И сабај леко ке се разбудиш, ти е многу мака и испотен си. Така, испотен си. А овде зад вратов. Зад вратот, јас зато гледај, плетам ама везам. Не, ова не ти го кажав јас денеска.
ми се јави еден господин од непознат број, викам, мајката, кој е овај? Сигурно од НАСА се звонен. И викам, ало, добар ден. Викат, ало, некој име го кажа, не е битно, нема да го тастам ни човекот. Бенедикт. Може Бенедикт да го викаме? Викам, да, повели. Абе, друже, вика, ти гледачка ли си? Како не? А, не, го сгрешив акцентот, не, дали си, како беше, на Прилепски, гледачка дали си? Бајачка. Мајката, викам, тоа овде работава дојдено, викам, не, зошто? Абе, и се замуабети, маките друже, гледачка дали си? Валјда гледачки си тогаш. А ако си гледач, автоматски си почитуван. Така. Никој нема речено почитувани гледачки. Гледај колку дискриминација имат во етерот. Јас? Кој има речено почитувани гледачки? Имаш слушна тоа? Не. Некогаш, не знам, Леле, цел фокус порано на гледам Супер Бинго Игор Џамбазов, има речено, јас не мислам, не викам сега дека тој да не се разбериме погрешно, си го поштувам колегата, ама пример јас велам. За пример. И ми рече дали си ти гледач. Не. Јас викам, пријателче, викам, не работиме. Погрешен број, вика, мене женичката ми избега, замина, вика, во странство. И шо, сакаш да се осигураш дека не ќе се врати? Најверојатно пари дали имат, ја мислам. Или да клучот кај го остави, не памтим. Многу ме збуна. Кој? Чајков, сериозно е ова, не се заебава. Ми рече, вика, жената ми избега. Викам, друже златен, ти нели си од Велес? Викам, не бе, пријател, ти личам по гласов. Да, ама требаше му речиш сумама од Титов. Не од овај најновиот шо е. Да. И што му рече на крај, ти се заблагодари, му кажа тарифата која е. 25 денари минута, не, колку е бе? За гледање, не знам. Немам биде нас на гледачка. А можам да гледам. Дали си гледач? Да, ама вчера швајцовавме нешто, абе око не можам да отворам денес. Компирицел дено. Денес со кисело млеко се мачкам, а не можам да видам. На очиве уште месо, да стам мусака ќе излезе. Ова твојава што ти избега до тамера е клетата. Леле на 8 март што реков, не жената супер си, ама ти ќе го дриблаш него нормално. Аха. Шо се? Таа моментално може и да е клета, сега реално не генерализираш ти да викаш жеништава се клети. Боже, никога што не би го рекол. Зошто да? Освен во ситуација кај што морам тоа да речам. Па во ситуацијава. Да. Таа може да има заминато Белград. Супер се. Белград за нас не е странство реално. Ниедна нема, не, ниедна. Нема шанси. Не. Море игливе влијае тоа. Знаеш, помек станав. Абе, а имат прсти или читинг ќе се сметат? Само игла ќе не смет со прсти фаќање ништо. Не ми се мешај во плетката. Молим те. Нема ни се мешаш во плетката. Сакаш стоп знак да ти исплета? Јас овде джемперов, знаеш како се викаат? Шеклански. Не, преплет црева. Море вака преплет и расплет имаш, тоа се тие. На кулминацијава е кај вратот? Знаеш што сакав да те прашам јас? Повели. Не знаеш така? No. Не, само тоа ме интересираш. Дали знаеш или не знаеш? Чим јас стигна, види, ти далеко си, коле, готово. Сум далеко, море, пола вуница ја исплетив јас. Вуница. Ова не е вуница, бе, златен, ова е конец тулипан. Тулипан. Доаѓа од зборот тулип, што значи лале. Лале моје ових дана, порано Желко. Јас ракавот мислам дека го имам. О Господе, мој мили Боже. Братуче, знаеш што сакав да те прашам? Сега ќе играме една игра многу јака. Добро. Види, леле зверка сум. Таја игра се вика сам, ќе мораш да наброиш 25 работи што ги поштоваш и што ги сакаш. 25 работи што ти се многу јаки и ќе коментираме. И после јас 25 или јас во другата епизода. Ќе видиме како ќе ојде време во за луѓе во сепак. 25 ствари. Да, 25 работи што ги почитуваш, сакаш, милуваш. Предмети. Не мора да се со физичко присуство, 25 еве нешта, things. 25 нешта. Неверница не ја поштувам многу. Добро.
Убосија, чекај кај брзаш. Демек сега само 25 ки ги кажеш и готово? Едно по едно? Па нормално. Аха, добро. Зато е подкастов, не е ова усплетење што мислеше дека ќе правиме. Дека ќе сме зен овдека, ќе чутиме. Стегаш за коса излезе од ова. Ќе чутиме и кој ќе речи нешто и готово. Леле, господе, живциве ми, многу се смирив. Дома кој ќе се вратам, кој ќе ми речи моја наверница, кој ќе ми речи колче, как не ќе ми речела колче, ми речи ај молим те, ѓубрено фрли го. Леле, со то ѓубрето. И ти уеш натака и медитација. Да, јас ке речам, ворете, те сваќам, немаш плетено. Пробај да видиш плети, ќе видиш што ќе ти седе. Стегаш за коса. И така ќе и речам. Види го, боливач е моделов. Види го. Ражнич. Ова да го ставиш на скариче, знаеш како ќе излези? Види го. Не ти е хипстера и право. Види го, туфне до туфне. Туфне до туфне, миломори муфне. Ако му ставиш 1200 денари цена нова, знаеш како ќе оди? Ова ќе го повода. Ова ќе го дам така подарок ќе го дам. На кој што сакат, пишете во коментари. Ако не ви го пратам по карго, пишете, првата плетка на Тодоровски е оваја. Шиено имам, вистина. Знам тие работи, ама не е шиено демек чорап да закрпиш. Имам праено по-комплицирани работи, например, не знам, од сунгер, реквизити за представи, дандара, мандара, такви работи. Значи, то го имам праено и викам дека да. И интересно е понекогаш. Знаете, ама ова е science fiction. На машина, со она не бе на машина, рачно. Со игла. Ракотворба, што би се рекло. Овие жениве вечерва што се на тортијада, тоа така го велат. И си му е супер на дамите. То сакав петиција да поднесам, да се заприт со велење само почитувани гледачи, ке велите и гледачки. Почитувани гледачи и гледачки. Значи, ја сакаш неверницава. Добро, ја сакаш неверницава. Тоа го утврдивме. Поздрав до семејството на неверницата Силјановска. И Силјановска веќе се презиват? Не. Уште е со посвоено презиме. Да, и мојата го задржа своето. Мислам го задржа. И остана, не дека праеше нешто посебно. Пенкалото не му пише. Не беше како демек на воматично како застаната вров. За да го одбрани презимево. Мојава ми рече да го земам незиното презиме. Да, и сега животот ти е комплициран кој ќе треба да потполнит формулар кој симкир состав да пишит. Ама не. Епитаф. Зошто да се земало од мажот? Зошто се земало? Мене, ако ме прашвите, ни име, ни презиме, ништо. Треба да се викаме вака. Толку. Не бе па бројче. Да, и гледај, кога ќе поиш, например, на матично, само ќе ти речи матичаркава, дали ти ја земаш и ти викаш. И готово, гледај колку едноставно. Не мора да биде Богоја Смаќовски, дали ти ја земаш Велика Чотеска. Величковска. Да, на времето дедо е агресивен бил и зато Чотесци се презивет. Чотеска Велика, ти дали го земаш? Да. Дали ти Богоја Смаќовски ќе си го задржиш твоево или досетливо ќе те запрашам. Ќе го земиш од дотичнава Чотеска. Не, ќе си го земам своево. Чотек секако ќе јаиш. То со прике иде. Ти текви? Да. Значи, неверницата. Добро, супер. Понатаму, одиме. Број 2. Number 2. Не, добро, прва ја кажам, може. Добро. Неверница се важи. Ма мора да ја кажам прва, зашто ако речам шахдек сакам дома, ќе ми рече ти сега со кралица и со ламфери не ја спиеш дома. Ламферу мој, океански. Да. Добро. Друго? Друго што сакам? Понатаму, да.
Са гледај, ако низ досади ние неке тераме до 25, јас До така ти 40 реков, ќе заш тераме, ми да, дојде. Мако, ако? Заш јас овде расплет направив на работи, бе. Види го. Пишете во коментари кој е тој што сака тој величен Не, прво во коментар да пишете шо е ова. Понат Ова ми изгледа од мене како комплекс на емоции. да му го подарам, да. Ке речи, ова исто како она по психологија тестон. Нашо Со тие лилјацине. асоцираат со лилјацине, со бетменине. Нашо тие асоцираат плетка, ми асоцираат како коле игла да немат фатено во животов. И не дај Боже да И фатите не дај скет Боже да фатит, заш прво скапо е, второ стварат зависност, трето Време се да не нема правиме толку. муаве че е третото. Ти исчезни то дете. Абе, јас мора имам гледано нешто Прерано. вака прави. Фр на брзина, ама никако на тоа се сетам. Јас Ти кој ќе можеш направам вака така да види. правиш, ама да не плетиш. Например, само вака. Ми текна, леле, готов си. Ајде, Готов си. број 2. Животот продолжува понатаму. Друго, второ, шо сакам? Да. Струкава си ја сакам. Која ти е струкава? Машински инженер, Ќе мисле дека сакаш да плетиш. да струкава. Да. Не, машински инженер, да речам, посветен на продукт девелопмент. Ако ти треба нешто да ти девелопнам, Машински инженер ми е струкава, Во ама фокус. јас сум посветен на продукт. не, Development. продукт, не, продукт инженер сум. Проштевај. Продукт инженер. Што значи то кажи Сега за ќе ти кажам. ние што сме Не сте со вие. Сите сте. поедночетиво во животот. Молим те, Епа, например, ти Шо- Тодоровски, шо ако немам- имаш идеја, читано Види сега. литература од, не знам, брачет му на Јури Гагарин. да, види се. Упс, рус, не. Ау не. Кенсел. Љукни се. Од ова од Шведска, како се викаше... Райхел, Райхен Вогел. Хегел. Добро. Повелете. Шо зборев? Например, ти имаш некаква идеја. Имам. Имаш. За некаков продукт. Тостер. Одлична идеја. Добро, Добро. таман. И сега прво треба да најме некој тоа што ќе го нацртат. Пошто моите способности за да нацртам нешто се како веќе да имам развиток на посебни потреби, Значи, лични. следна епизода треба да цртаме. Со челинџи. Не, нема да цртаме сега, не се нафаќаме Брат, се сега. направивме ко оние што се do it yourself за дечиња на YouTube. Да. Ама дечиња што еднаш само се емитуваат епизода. Да. Од оние други Од не. други не. Добро, Со и... едно киндер буено што одат. Леле. А... Не го реков јас ова, братучет го рече. Гаха, и тој ме се намести шегуваме. како не. За Чисто- шегување секако да. Чисто да сме појасни во етерот. И сега ти, например, сакаш тостер. Пример, вели ме. Не, кој ќе го видам, не можам. Не го можам. Значи, гледај, прво само мала дигресија. Дали може Голема да се дигресија ќе запримети дека овој джемпер ала шиш кебаб почнува од првиот котолец и прогресивно, значи расте. И се развива? И се развива. Фино. А братучето дека електромотори на намотки прави. Не, Добро. сега сакам да го успеам ово. И понатаму И сега, например, ти тостеров. Прво ќе кажеш, сакам да изгледат вака. Значи, базичниве сакам барања. тостеров да ми изгледат ко гулаб. Добро. Сакам, Добро. направи ми го. Со крилјава да се Со стега тост. крилјава да бидит. Добро бе, добро. И кој ќе биде готов тостов, сакам да ми направите. Можеш таков да измислиш. Да, нема да го измислам, ќе го направиме. Не е измишлјотината. А чекај, како? Па сега гледај. Ти од готово земаш крадецу ни заеден. Апсолутно не. Например, ако има тостер во светов, што имаат куќиште и изглед на гулаб, и кој ќе го заврши тостов, што правит? Јас ќе се преименувам Во вентил за парно, за топла вода. Вентил Сулејмановски. Ќе се Вентил- преименуваат. Вентил Сулемановски и матичниот број ќе ми почви со 40-60. Знаеш што ми идат сега од кај што ја даде ова вака високо креативна закана? Иде да појдам, да најдам некој брат, Продукт девелопмер. да најдам некој од Кина, што од ластиче за гаќа скинато, ќе го направи тостеров и ќе го измислет, и ќе го спакуваат и ќе коштаат само $5 и да И ти ќе го работи еднаш. донесам. И, например, дури ни еден тост да не се направи,
пак триш посреќен ќе бидам. Ама види сега ти, Златен, кај грешиш. Ти викаш да не напредни еден тост. Мојава струка, сега да ти објаснам, идет. Значи ти овие сите варијанти што ги имаш во идејата да изгледат на гулаб, наши ли од Аргентина? Ама затоа ти викам. Товарен гулаб, не писмоносец, не, ти е многу насентиш ме маве. Да. Добро. Сакам добро. да биде тостеров да личи на товарен гулаб, Добро. висока А категорија. И на него вака и мајца од FedEx да носи. Да. А трошки веќе Извини, си го замислив за момент. Господе Боже. Си го замислив. Да, и ќе го хранам само со разгледници. Добро. Значи јас како дизајн инженер, продукт инженер, никој пат нема да ти речам глупа ти идеја. Само ќе прашам, али ти успеа? Сериозно, на ниеден клиент нема му речиш, брат, ова што Не. јас во животов Не. сум спремен Знаеш за зашто? соработка, Знаеш ама зашто? ова што го правиш ти, Не. ова е на ниво на глупоќа тотална. Не. Со оглед на тоа што си имам изнаслушано еден каталјон глупи идеи, ова со тостеров, win-win ситуација, фиксно, 2 во кец, ликви. Дали стварно, например, некој да ти речи, сакам да ми направиш, да ми дизајнираш, чекај сега ми текни нешто најглупо на светов што би било. Стрелки за часовник. Не, бе, кај било то глупо, то е... Не, баш е паметно. Ретро. Сега почне да ги стават и по реклами, бе. Ретро е, то не зафркавај стрелките на часовникот кои ќе покажат 12. Стрелки за часовник кој што пасовет на машина за перење. То пасува сега? Не. Ам сега. Нешто како на пример да ми направиш патлошка што не пукат, А пејт. место да направи пао, да Реклами. бидит не знам, инфериорна патлошка сакам да ми дизајнираш. Срамежлива. Сега челенџов што е за да е патлошка мора да прави пао минимално. Иначе нема да е патлошка, иначе може да е и ѓом лезе. Може. Така. На пример, и ти нема да ми речиш, брат, во рете, знам дека Има желби. премногу енергија ти одзеде плетењево, те му олабај и одиме понатаму. Не. Нема да ми речиш така? Не. Ти, брат, не си машински Не. инженер, Сега ќе ти кажам дизајнер во зошто. случајов, Не, ќе ти ти кажам си зошто. мајка Тереза во случајов. Не, ќе ти кажам зошто. Ај, кажи Затоа ми што зошто. најглупи идеи, после ќе спомниме некоја која е најглупа идеја, кога луѓе вервеле, имале добра, например, маркетинг агенда, бизнис план и сето така, поќе успеале него луѓе што измислили, например, кола на вода, пример велиме, не знам за тоа дали знаеш, зашто и кој им рекол на брачет му, например, му рекол, брате, имам идеја за кола на вода, овој му си имат пукнат од смеја. Дефинирај ми што значи бизнис план да имаш добар. Бизнис план е, вака сега ќе ти кажам. Бизнис план е план кој што опфаќа. Колку интересно, веќе ми е појасно. Пред Не, секунда да ми сега ќе ти речеш кажам. бизнис план е... Бизнис план, значи, опфаќат, се делит на 4 категории. О, веќе е занимливо. Да. Добро. Прво се таргет. Така? Кој ти е целнава група. Второ ти се римуина. Трето. Што ти се второ смрги, не знам. Да. Добро. Да. Четврто ти се закани и пропусти, закани, конкуренција. Силни страни. Не, и четвртово ти е силни страни и бенема. Тоа е. О, овие ден ми се многу јаки. Ама, знаеш дека ќе те бенди за тоа? Ептен јако е. Добро, и... Врз база ти на тој бизнис план, гледаш дали инвестицијава ќе те опали. Гулабот ќе ти го земам за ше добра идеја. Од кај можеш, брат, ти да знаеш кои ти се клиенти? Од кај знаеш ти, например, ако измислиш плочка за вкупатило, Да. што ќе сакат да излегви на тераса. Сега ќе ти Кој кажам. ќе ти биде клиентела? Сега ќе ти Прво, то не е за нормални луѓе, значи Не. автоматски е кажам. изненадување. Види колку не би, затоа нема да успеат во бизнисов. Затоа стендап ќе работи. Фала ти.
Ако со ваква глупа шега, извини, и глава ја држев, не може вака. Зато стендап ќе работи. Око ќе ти истам, после ќе ме речиш не сум осигуран, плати ми. Па и не сум осигурен, ти треба ми платиш. Ај, молим те, објасни ми се. Можам да ти објаснам. Пој. Значи ти ако сакаш да дознаеш, има ти за тоа некој го мислел. Коле. Ајде. Ако сакаш да дознаеш твојот продукт дали е успешен, дали им се бенди свит на поќа од твоеве дома. Дали имат sustainability? Да, имат платформи на интернет за кои што имат гласање и ти ја аплодираш ова, речи го твојава идеја, си ја плаќаш и тие прават одредена анализа на тоа. Односно, прават гласање, а ти врз база на гласањето правиш анализа. Те бенди свит. Плочкава што требаше да направи? Да скукнит од тераса? Да сака дојд на тераса. Ако сакаш и кондом можеш да смените. Добро. Ако им се бенди свит на луѓе, ќе го купат. Дали ме разбираш? Заш пазарот го диктира тоа, а не ти. Добро. Океј. И ти кој ќе го заврши, на пример, Гулабов, индустријски дизајнер, кој што си заврши. Не морат одма со агресија, брат. Не морат со агресија, зашто не ми вервиш. Не морат со агресија, јас само ти поставив прашање. Не ми вервите, братуче, тоа го работи. Не ти е ова пазар. Сега неверница, па само со агресија. Ќе те издам, мислиш, не, све ќе кажам, јавно. Многу е агресивен, зато инсистирав да плетиме, види како све смирено е душиче. Да, неверницава до црква ојде да се помоли. Добро, број 2 беше тоа. Одиме понатаму. Број 2? Не, број 2 кажа, си ја сакаш професијата. Да. Стендап. Фиксно. Добро. Значи, шо стендап? Шо поврзано, ти кажи, ти ме прашал нешто што ти е кејк, шо стендап? Да бидам на сцена, да бидам на сцена. Сакаш да гледаш или да правиш стендап? Не, да бидам на сцена. Исто како широка категорија. Така. Јас погрешно се изразив, се простете, извинувам. Али ова плеткава, видиш што ти прам за джемперов? Бе брат, што направи ти пикадо направи? Не направи пикадо, ова се порабувањето ондека кај што оде шаци за панталони, кај што она јаконо. Никој тој продукт го нема дизајнирано. Ама го носиш. Кај што се спојват, како да ги наречиме медицински. Звонците на младоста. Кај што се спојват звонците на младоста. Кои што понатаму ќе прераснат во камбанина. Ако не се редовно плакнати, да. Кај што се спојват, значи во таја зона. Еве го тоа. Трговска зона. Леле, убајна. Чекај од друг агол да го видим. Во таа трговска зона, кај што се спојват, значи, звонците, никој нема измислено да е малце тука по... Да не биде само ногајца и спој ги, штепавај ги. Нема измислено. Пир ставе. На шо? Долу таму. Зошто некој да се мрази себе си толку? Фетиши, Златен. Фетиши. На некој фетиш му е дојд на риби денеска и да фаќат Кленој. Грунец ми е фетиш. Да. Или плашица ќора. Ја фаќам и ми иде тука да се во оптика да ја однесеш. Да се себе облюбам од што сум пресреќен. Фати нешто, да видиш шо фатив, шо бре. Еве го. Сега, од кој ќе го завршим ова, сега иде следниот. Да. Ова е од назад. Добро. Ми избега. Не. Ви мајка. Ништо, не си ми континуиран во муабетиве. Плеткава ти ги земат мислите. Паметот ми го зеде. И те терат во некое, не знам, во некој недоглед те терат. Сега ќе почнам да плетам, досега плетев обично. Досега беше ко за фрканција. Сега ќе почнам да плетам машкивате и озбилно, кога сум на вежбање излезен и кога кревам 150 за бенч. И кода сум избацивач пред некој кафич и ако ме изнервират некој, ќе скинам. Ајбе комбинирано да почнеме, море. Како комбинирано? Ајде ти кажи една најака ствар. Прва. Ма каква? Шо ми даваш челендж? Истото прашање за мене. Истото? Најубо? Зошто ќе речам право? Сладко од смокви
со кисела вода. Мислам дека тоа е на ниво на, не знам, Сладко од смокви со светиња. кисела вода, добро. Сладко од смокви, Што да му преш со тоа? кисела Да го јаеш? вода, значи да касниш сладко од смоква, И после она кисела убоно вода. сладко од смок. Леле, ли ги ми потекоја сега. Готово. Леле, дали имало нешто поубаво од смок? Домашно или купечко? Кде? Со конзерванс. Домашно Да, се да. важи, ама се ако Со немат, семчиња. Да правиш ако вака. немат домашно, сега може ти да се комбинират нешто. Значи, земаш, го пробвиш, тоа е на ниво на зависност. Побрзо од лихвари ќе се ослободиш отколку од тој прекрасен вкус, почитувани дами. Вие, господа, ова епизода ќе си Хейтате. поседите. Ние, кој што му ја плетиме овде со братучет, очите ми истекоја. Очите ми истекоја порано, диоптер ако имав, сега ништо немам. Ќор сум сега веќе, ништо. А немав диоптер, само го кажав како пример. Ова брат, кој? Ова ти е брат да заплет. Заплете ова во третчин. Види го. Што сакам си правам? Ете, сладко од смокви. Мислам, брат, се исплаќат во животов да го вариш во 9 води изворски. Во не знам Сладко, да ја пеиш денес над Македонија се раѓа дур ново сладко на слободата. Разбираш? Се исплаќат. Сето то се исплаќат. Да ги пастеризираш тегливе, да им баиш, да им не знам шо. Нови капачиња Шекерот да купиш. ти се покачи, се исплаќат. И после на крај кој ќе збучиш една чаша после тоа кисела вода, мислам дека Да потвршиш. во тој момент, знаеш како да ти го кажат една од најнегативните информации, нешто од типот, например, што може да ти се случи. Председател Шина Нуга. Не, например, не влеговме на Евровизија. Ке ти е sejedno. Мене? Да. Фиксно ќе ми е sejedno. Затоа што тоа е тоа. Тоа е Ливерпул од Дебарца да изгуби ќе ми е побитно него да не влеземе во Ливерпул од Дебарца ако изгуби, јас ќе се истетовирам Дебарца, ќе пишит го победи Ливерпул. Сакам да е така поврзано со настанот. Класик транс. Тоа ќе направам. Добро. Ако некогаш Ливерпул изгуби од Дебарца. Еве. И да врни дента или не? Не викам дека е невозможно, викам само дека е челендж. Ете толку. За кого е челендж прашање? За сите нас. Да. Како За сите гледаш нас, ти, како за тебе плетач. и мене. Како гледач, плетивач. Еве го, види го. Види артов кој е. Види го, the piece of art. Само човек со 97% штетеност на видот може да го осети тоа и да речи Браво. мајката. Браво, ми изгледат како нешто да имат пред мене. Да, Така ќе речи. Пака ќе го опипат, дај кај. Сега мора тоа малце да одлежит. Немој то туку така да бидете. А гледаш, Да, вака, да чекај, ќе отпушти. го стам со иглуличина вака се реде тоа. Да, средината. За кој ќе Да седнеш издистат сега. на каучон да те збучит нешто, да те она. Тебе сладко од смокви беше број 1. Број 2? За мене. Број 2. Број 2. Меурче од сапуница. Тоа ти е омилено? Убај работи, не реков омилено. Ха. Јас не ти Меурче од реков сапуница. омилено. И ко правиш вако? Меурче од сапуница. На уста. Не од лига, од сапуница. Од лига, Сапун, кога знаеш се што е капиш. она? Сапун имат едно што го имат некој друг инженер измислено. Сапун. И се вака правиш. И тој Зошто правиш така? така стартуваат Windows-от на сапунон. Правиш вака и кога ќе Добро. стартуваат Windows-от, Зашто не правиш вака? тој све превземат. Така е договорено А вака зашто не можеш да правиш? на 45-тата седница на Обединетите нации се договориле дека сапунот вака се користи. И од тогаш сите имат прифатено време? и тука немат простор за дебата, освен ако е течен. И разреден. Да. Неам видено. Јас и неколку во Африка Емоција неам ме видено. мават и на синуси. И мене. Зато. Аз помна сапун, јас Ете се ти, распакам. меурче од сапуница, тоа е символ на слободата.
на нешто што е краткотрајно, но е те толку прекрасно. И кој ќе пукне, се нервира. Да го видиш, таман си го видел светот, меурот од сапуница замина. Не е битно што замина. Тој си го исполни своето. Ете. 2 на 2. Ти си наред. Повели. Јас? Да бе ти. Кој ќе на штекон да му застанам вака и на средина на прекидачен уствари. Не, едно е да го запалиш, друго и на средина вака одржам, ама да не се знај. мачи. Да не знај. Во агонија да вика или ваму и ако не попуштит, ојде плетката. И ако не попуштит или штекон, или ти, осигурачот ќе попуштит зашто е на средина. Кој ќе да се размениш со некој, она има. Кој го расплете пола. Муеба. Кој ќе да се размениш со некој, тој од лево, ти од десно. Ти од лево, тој лево, ти лево. И вака кој ќе оите паралелно едно време. Е така, ама по тензија да го остам вака. То ти е омилено, да ствараш тензија. Дома сите ги правам такви од време на време и моја ва осеќам пред... Мене, знаеш, што ми беше омилено, ко бев, колку години имавме, бе? Например, некој си 11, да речеме, 10, 11, нешто такво. Не се сеќавам место. Знаеш што ни беше една од најјаките зафрканци во животов? Да, кој ќе снемаше струја, например, во зградата, да земиме кибрид и со чкорчиња да ги заглавиме сите звончиња, значи да бидат вака стегнати и со кибридчево заглавени. И кој ќе дојдеше струја наеднаш, да направат сите наеднаш. И сите комши да излезат. И ете, наречи го дека бевме... Вандализам. Наречи го дека бевме подли. Ама то допринесвеше за креирање на еден соживот во местната заедница. Кој ќе те фатит комшијава, те однеси дома со каф шамар и на комшијава и на твојве кој ќе им речи дома, иначе што Само правите? љубов. Детево ваше ми го рокнат звончето. Ја како да постапа сега? Да настапа. Во овој момент. Ќе го зема колета и ќе го настапа. Да. И тате ќе му речеше, немој да живееш во минатото. И тој ќе ми ја пукнеше една, јас ќе речев, тато, ме боли. И тате пак ќе речеше, немој да живееш во минатото, тој ќе помина. И така да, сите тие доживеалици, братуче, се само илузија. Да. Тоа е веќе во минатото. Вервам. Така да, си имат. Не, плетењево многу на филозофија ме мават. Не знам за тебе. Се ако ти се развикат некој по улица, ти само ќе речеш... Ќе му речам... Господ здравие да не, ти дај. ќе му речам 2 губиш, 1 нафрляш, 1 додаваш. И джемпер. Шетланд. Ајде Шетланд од овде. Така ќе му речам. И тој кузничо ке речи, тама веќе после тоа. Шо и да речи джабе. Ме разбираш? Да. Фиксно. Сук за растварање, дали ти прави? Од 25 работи, што имаш шанса да ги наброиш во животов, што нај нешто ти е најако. Сок за растварање. Убајна. Не знам друго што да речам. Магијава од 1 литар 7. 1 puta 7, еј. 7 према 1. Или така. Вау. Исто многу јако. А то ни нитро разреđivač не го разредви во таја пропорција. Да. И да е убав. И да брка работа. На гости им даваш порано, оние речи го сок на раса. Ако го направиш 1:5 ќе ги шеќерот им го крениш. Диабетичари станве. Вака ќе прават. Дај уште по една вода со вода. Ке речи тром мраз приклај да олабај соков. Да го вака многу ми дихтоват. Вака со грлово да му правиш на мразов, да жонглираш. Ноктарче, гледај, колку е убајна е. Пц да прави. Пц, ама, например, ако го немат, чечкалица да ти требита да немаш. Чечкалица. Да. Гледај колку е.
Абе само таму јазикот ќе ти ојде во то микро дупче. А да Ти трида? вака го доживуваш, си мислиш мечкина дупка е. Си мислиш онај кратерон во Аризона, кометата, тој метеорот кај што удрил диносаурусите кај што исчезнале. До толку ти е озбилно нешто. А тоа е микро не знам шо. Ама јазикот коски нема, ама коски крши. Тоа го велат старите мудри лица. А да не правиме муабет за кој ќе се зајанзит за нешто такво, кој ќе му влезе само тука. Чадено некој телешко кој ќе влези горе како сателитска кој ќе Јурешко, некој што не се топи тоа чадено. 7 сати да го вариш и пак кој ќе го удриш од маса, вака ќе прави. Прво го джвакаш ко 2 пакетчиња хуба-буба. Ја джвакаш помфритов поминал, пире се направил. Не, за да го разджвакаш треба и 3 пати напреса да го поминеш, за малку, за знаеш, сточна храна да пушти. Па веде 40 да му клаеш малку да омекнит. Не го доджвакат дека не можам сам. Да, саш да джвакниш малу. Не можам. Вчера ова мост Кој прави. што плетеше ти, овие што се вилици што носат ќе извети надвор ќе го доджвакат месо, а не можам, ме заболи овде. И Да. после пак. Такво да ти заглави. Да ти се зајанзи зап. Да, ама да си на некоја битна работа, не знам, на некој Не, да ти дојде пред тебе театар да жената на твојот живот што си мечтаел да се фатите и да ти е женска и да ти рече бакни ме. И ти вака ја бреш. Таман да тргниш она, знаеш, вакуум систем да се постигне, она струја кај што фаќат, кај што пецкат веќе. И само вака несвесно ќе ти дојде да направиш. Леле. И кој ќе го подвизваш вака ко шеска лева горе да излези толку. Леле, и она и зато чечкалици треба не да се викат самураи имат едни. И знаеш, Еве ти нов продукт девелопмент. Чечкалици Овде чечкалица да може да се скрие. и да висит. Абе то скриена си е. А И на само она да биде. пред да се заму. Со слайд. Внатре, да. И пред да се бацнете само да речеш момент малку само. Да, а на Се Сатов, бенди свет. на пример, ко на Памук да има. Не, ко на брисачи нешто е она, знаеш за прскање. Такво со ментол вака си направиш. Демек, извини да видам колку е сатот. Падне дијаболко. Да, чечкалици не треба се викат Кристина Агилера. Агилера треба да се викат чечкалици. Модел што чечкалици користиш, Агилера користам. Гледај. А? О да, бонус Зашта ја ти дават малце на сентиште мават, не е само... И кога ќе стегнеш чачкалицава на средина, подзапевнуваат мало. Да, со Bluetooth вградено Српско во... нешто пуца. Во, не знам. Може. Ете. Јас бев, Ноктарче реков, сега ти си наред. Чечкалици, исто. 4 вам кажам, ти кај си? Шо? Сега четвртово го кажувам. За слава кој ќе треба ногаркине да ги они од масиве и кој ќе треба да ги отпуштиш ногаркиве, да ја расклопиш масава. И второ, исто толку јако, кој ќе треба да ја Зошто продолжиш. да ја расклопиш? Извини? За да ја префрлите во другата соба? Добро. Не, ми Јас замина реков паметот кој дека- ќе треба да ја продолжиш. И еден од таму, еден од ваму застанати, тргаш нова. И Нема нешто попроклето за мене од тоа, затоа што вечно некој ќе се штипни На на некој може да она. ова немо јако ако имат мермерна маса дома праена во Доминиканска република со 5 бобо! души загинати над масава. Да, Ова овде кај реална крв. гланцана. Да и во со Полирана плексиглас. со кожа од антилопа и Да. солзи. Солзи од И на девица крај и со од епоксидна дете мало. смола. Да. И не ја шмирглавме ние со она со полирка, со коса. Да. И сековме и е таква, освен некој ако има таква, тој нема да знае што е ова. И кој ќе треба да ја чукниш malo. Вака, так да му даеш. Малце. Ја отвараш, цепите со гостиве цела вечер некоја леблеба, некои варијанти и после треба да собериш човеку. Пак се вака, так, еден од таму, еден од ваму. Так ја собираш. Да влези два. Јас имам нешто што ми е омилено, односно што би ми било омилено ако постои. Значи, тоа Причај е, ми. гледај сега, да се измисли, може негде во светов имет измислено, направа нешто што кога ќе ти влези вода во ушето и кога ќе правиш цел ден вака
и ќе подскоквиш на една нога, ова да биде само вака, ако знаеш, само вака го редиш и да напред, тип, и готово. И да ти направи одна тре. Каков да си, знаеш каков да си, ко после инхалација она, кој ќе го тргниш она пешкирон и вака целиов камилица да си направим. Тоа е златен прст. И како цуцлаше име децава. На такво ќе ја ставиме, тоа е прстов и го редиш овдека на ваѓање да направи. Да, и на пример да постои тип 400, тип 500, зависно од чистачето на ушето. Слухов, разбираш, зашто имат некои слухисти што не ги користат, оние чепкалкине за уше, ќе му го расипит калибрирано му е ушето и морат малце да бит замастено, на пример, зато. На пример то, а јас на пример во случајов кај што нема таква направа измислено и то ова света техника ја научив од кој ако не свата сопруга, ми рече ќе земиш топло камче од на плажа, пожелно е чисто да е камчево. Низу еднаш калциумов да му земиш. Ќе земиш топло камче и само стај го вака кај ушево. Ти не си свесен како функционира. Оргазам, мал збор. За моментот мал или збор, за пошто за фетиши правевме муабет. Топло камче во уше кој ќе ти влези вода. Од второ плитко вода вако е влезена. Ти не си свесен. Што се дешават? Сауна се прави внатре? Значи, може оние од чувари на плажата, знаеш Памела Андерсон, вака визуелно си го представуваш? Baywatch. Да. Викторија Секрет, сите заедно да се на семинари, да ти речет, леле брато, че ти иде. Во тој момент кој ќе оставиш камчето, ќе му речиш, само лабаво. Ова ке ти е реакцијата. Пробајте. На своја одговорност. Сепак ова е само подкаст, ова е шегобино, немој утре некоја ми речи шубо си слушав Цветанка Ласкова, ти ми го еба слухот Николче, оштета. Не, ве молам. Да останеме коректни. Број 5, да ти кажам. Повелете. Кој ќе видам луѓе на Ореј, кој ќе се вратат од збирање Ореј. Број 5, кој ќе видам луѓе на Ореј. Не, кој ќе се вратат од Ореј збирање. Одма име незгодно. Колко е клето ме види го. Број 5, кој ќе видам луѓе, Ореј шо кафтеле. Рацете направени пел. Тој да ти речи со тие рачина, дај, не знам, сапун, дај 10 денари. Лимонтус море, лимонтус треби за тоа. Ке му речам, свечу да ти дам, само молим те, прибери се. Прибери се, жити се. Како знаеш на крадење, дека се Орев имате вие, а ми имавме ние кај братон тоа од комшијата му писки влезе. Да. Да ја видам рацете, ништо. Не довде. Шо ти се вакви поцрнети, плачев за Македонија. И се брише вака. Лековита кал најдови, треба да се мачкам. Зато ми е така. Друго шо ми е многу омилено, на пример, омилено ми е она кална, кај што спомна кал ми текна во Дојранско езеро, која што викат дека е многу лековита, зашто алгите таму. Еднаш своевремено, така бев на таа локација на капење, батулет се намачкавме цели, ништо не се деси. То мислам дека освен што ќе кркаш смрдеа на тиња, друго брат, значи полво фуга од плочкине изрони, намачкај се полековити, мислам дека ќе имат својства отколку тоа нешто. Околу шолјана фугата земи во тие околности во плюс 45 степени Дојран. Не го хейтам местото, сметам дека е прекрасно и дека вреди да се посети. Да, Дојран прекрасен е, температурата не ја бива. Толку многу комарци имат на метар квадратен, што кога се вратиш, ќе го цениш животот многу повеќе. Значи, брат, еден шприцер поарно закачи на таа горештина, чорба касни рибја, со сомој, со костреши, со црвено перка, со не знам со што, отколку да се намачкаш со кам. Со кал. Со кам. Со кам никако. Со кам да се мачкаш. Со кам не мачкај се, со кал намачкај се. Да. Кам е убо за мачкање. Come and get it.
Ти си наред, братуче. 5 кажавме, море, вака, така. 10 кажавме, ако е собрање. Кај сме ние. Добро. Готово. Шо ми е... на дожд кој ќе видам некој, многу ме ќе и фата некој пат. Без чадор. И, например, се враќаат од некое битно место, или ојд на некое битно место, и ова тагава цела во ведји овде во Wi-Fi во собрана вака. И вака, и од овде и од носот да му капкат. И од каушево да му капкат. Знаеш каков дожд? Пороен гомнарски онај ден, кој само што ќе кренит прашинава, колку да ти го заебит животот во денот. И во грбот вака капки да ти се лелеават, да ти линеат капки. Кај не можеш да дишиш, кај ти за интервју се брзаш. А ти скопски дожд кажеш овај, така, скопски е овај. Не, пошо овој Охридскиов капка по капка со чадорче паѓа. Ова е од УНЕСКО заштитен дожд, молим на те. На семафори го чекаш некој, џандар го гледат оттаму, сценариово само. И са не смеј да ги помините овие, зашто на црвено му е пешачкиот, не смеј да го помини и го пука толку силен дожд. Ама вака како откесе некој, како тебе да имате стресано на некој, са не може да помини и почви да го кисни цел. Уште подмишка што него имат она изводенато. И да речи ти ебев матер, а например кај што заврши пешачкиот капајца да има некако. И џандаров под капајца стоиме. Аха, елај си. 50 евра на црвено на пешачки да му ги опни. Мене еден од да најјаките муабети кои што од генерација на генерација се предават како кариес, буквално, како наследство се предават. Ми е муабетот кој ќе рече ќе заврни дожд, ќе турит наеднаш и ќе рече ќе се опулит вака овој метеорологов што е искусниов овој. Ќе се опулит вака ќе рече ништо ова, облаке. Облаке. Дождов, овај дождов е од облак. Ова е облак и затоа уживајте. Заш има дождо и не се облак. Не. Само напоминување се облаци. Има дожд, например, кумулонимбуси, бандаше. Од бандаше. А овај од облаке. Оригинале овај. 110%. Овај и да те накиснит за добро твое е. Ќе порасниш. Во најмала рака за Македонија. Дош берикет е овај. Крушевска република и сега овде удри искористи го овај ти е дош берикет, облаке. А имат дождој, не. На Господ Белјата. Имат дождој што се иверица. Имат дождој што се не знам. Молика. Имат секакви. Да. Нешто ме ќе фат многу таква ствар кој ќе видам. Еднашка, мислам вистина се деси ова, имаше една дама. Амо што дамот море да биде дожд таму се сневиди. Од што може дожд да биде? Ако не од факинг облак. Облакот биологија. 4 Б поручек смената. Часот го памтам, фризурата на наставничката, учителката. 4-то, 5-то, сега 9-летки, 10-летки си измежавме. Значи, кај шо викат попатна кондензација, заради температурната разлика водата испарува, горе во воздухот е ладен, таму се формираат разни видови на облаци, мали сте, кои ќе порасните, ќе ги викаме стратокумулус кулумус, стратус, нимбостратус, нимбостратокумулус, ојди до на продавница, купи ми 50-мица и врати се. Така ќе ги викаме. Тие ќе заврнат. Ако е температурата драстично контрастна, разликата ќе имат град. Мамата ќе му се и на хауба, и на шофершајм наси. Ако не, ќе има летен дождец. Но сепак и едниот и другиот е од облак е и едниот и другиот. Зато престани, молим те, да велиш. Ова ќе поминит облак е. Шо треби? Од USB да е за да не поминит. Од шо треби да биде за да не поминит? Објасни ми, мајсторе, шо е пешкир, дихтунг за дизел тристач? Шо треби да е? Од пур пена да е ова за да не минит, за да не поминит? Господе Боже, облак било, ќе го отпарам ова од нервоза, ќе го отпарам. Молим те,
Немој. Ке го отпарам. Не. Увијачов. Не, Ке сега, го знаеш што отпарам. направи сега ти само го врати во Облак. првобитна состојба, од Ох, кондензација во дожд го врати. Ако некој најде разлика во ова плетка, Ко да коле, земи, не не, знам, ова заплеткава во кумулу ребусов од коле. ко да земи чаша вода, а се напијат да речи, од H2O е ова. Имат води, не се такви. Тие се Само. матни О. води. Тие не се убај. Да. Страшно. Облак било. Браво. Браво, гениалецу. Оди, сега измисли Види го, нешто. не плетит и готово, одма. Не Скокна. можам. Се изнервира. Облак било. Ај уште едно и да бегам. Тоа пред како бегање. фраза ми е така, убо, интересно ми е, ми дават. Инспирација ми дават. Конспирација, да. Черџебе за предврата, не морат ништо, еве, јас, тоа ми се допаѓа. Черџе за предврата, заш, ако не направиш, Посебно од кој ќе имат заврнато. како знаеш дека си влегол добро? Тоа е море миролюбиво. Пред да се спремат, не знам, Путин, пред да ја нападнат Украина, пред да предизвикат хаос во светов, да допринесат толку жртви да имат на овакви одвратни немили што не знам во 21 век како можеше да се дозволи се уште да дојме до ова дереđe. Да имаше Путин пред вратата, пред да уткај тие главните, а му речит оди, ајде, оди таму, направите таму немири, не знам што. Белја. Катастрофа, белја. Да имаше едно черџе да му стаја и да му речеја, почитувам председателе, забриши се ќе ти помине. Да направеше два пати и долу да пишеше welcome на повеќе јазици, не морат на англиски. На англиски ако пишат ќе се изнервират. Не е убаво. Не е убаво. Не е убаво. Немаше да биде до то дереđe. Гледаш? Се Черџе Да. за предврата. Животот Черџе, треба да се ама плишано. барат во едноставноста. Јас мислам. Види каква блажена насмевка, сјај во твоите очи. Да. Ти си повели. Повели. Рајбер. Рајбер, еве ми текна. Рајбер. За чешмира и бавање. Рајбер. Не бе она за да го затвориш. За да го затвориш, например, полско ВЦ. Рајбер. Чувар на мирот. Не е тоа она... Ова е германско измислено. Не е тоа Рајба. Не може да не е германско измислено, Зашто? а да имат Од да е срањата иде. олко, Да. а да имат максимална функција. Да. Може ти кола да ти турни тако треба. Не, кола може ти да заклучи со тоа. Рајбер. Да. Das Рајбер. Рајба. Значи, ова само влегвиш, ја туркаш вратава и само вака правиш. Шлјос. Гледаш? Шлјос вика? Шлјос и тоа е заклучено. Мирот Завршена, и стабилноста заклучена ти работата. се загарантирани. Може некој да имат пролив од епски размери, но тој нема пристап до твојата локација. И му даваш еден рајбер. Зошто? Зашто Рајберов вака викат. Детево мое, ќе го оставите да си сврши работа, после влезете, ќе ве пуштам. Очи копајте си. Што сакаш прави и тебе ќе те чувам, ама после. Сега не. Детево. Да. Детево земи го. Нихт геверкен, така ќе викат овој Рајберов. Види мај. А? Мене никој пат немаше ми текне нова. Повели. Рајбер, колку гордо звучи. А? Имат момент некој Има. таков опасен. Има Следно, шо ти е јако, повели. Уште само 20 останаа. Не бе, до 25 немојме ова вечера, Нема да ние ќе се си потрудиме. продолжиме. Може да речиш, например, 7-те џуџиња се важат како 7. Се важат. Се важат. Да. Или пол кило лего коцки. Седумте џуџиња, ама во друга варијанта јас ги гледав. 18 плюс. О! И можам да речам дека се имаја потрудено стварно 7 џуџиња Снежана да бидит облюбена. Не, згрижена да бидит. После тоа 2 недели на годишен ја пуштија. И таја викаше, овај кревет ми е премногу тврд, овај ми е премногу мек. Не, после Овој пак- сценава Черџе незе и е кревет. Черџе за незе значи Ќе ти само да одморам малу. расплетам коси Да. о снежанке. Си викам убаво што не направи сега и од Терминатор, бате, исто ваква 18 плюс муви.
Или Робокап. Или да. Нешто. Тоа ќе биде порничко во Икеа да се снимат, пошто партнеров ќе треба прво да си го составиш. Робокап нешто, знаеш? Коно оние што се класика, old school, кај што идат полицаецот да ја казни и таа викат леле немој не можам да ти платам казна, некако дали може да се префатиме. И тој ќе ја префатит. Че да. И така. Да, се префатит другото, тука, да. Со своји зборови. И тоа ми беше. Друго, знаеш што ми е многу фасцинантно што видов и вечерва ќе да го земам. Салама со кашкавал натре, парчиња кашкавал. Тоа ми е многу јако. Зашто посебно сега салама и кашкавал многу е бавањето. Не, тоа е некоја птуиска бато. Тоа внатре може да се мелени канати од полонез. Може да се мелени завеси внатре се стаени, ама вака кога ќе го пресеш в тостер кој ќе го ставиш и кашкавало внатре се мелени завеси од кафич некаде во Југоисточна Европа. Сарамзалино кај што било дозволено пушење и во моментот кога се воведе законов за пушење немал смисла концептот на кафичов. Да, пушење и бришење од завесите било дозволено само. Морале да ги отстранат завесите со шлајферица. Да. И истите биле напресостаени и после во структурата на Саламчево. Саламчево да. со кашкавалов. Птуј бато. Птуиска. Да. Птуиска. Кашкавалов е иначе правен од на пример Птуј бе, гледај како тоа гордо звучи, да те прашат некој од кај си од Птуј, да ти Птуј. Одма му е ќеф што се имате запознање. Одма ти е појако. Друго е. Одма можеш посериозен муабет. Ти од кај си Птуј, ти јас од Сараево. И знаеш, нема некако она дражда да знаеш сега што ми вака една мисла, вака ми дојде, не знам, то гледај, Птуј да го земиме или било кое проклем, не знам какво е во Птуј, искрено може преубо е. Да беше преубо, немаше може да салами да прават, ама не знам. Еве, да речиме дека супер. Замисли на најлошата локација да се родиш. На најлошата локација. Ама под локација, тоест под поимот град подразбират да имат минимални услови. За да се викат град. Град за да се... Не, ти викам во светов, во светски рамки. Да се родиш во најпроклетото градче на светов. Во Гана? Ке немат појако од тоа. Знаеш заш? Шо и да се деси друго ке ти е поубо. И ке ти е преубо. Шо и да се деси. Од таму натака. Реално. Јас се мислам дека проблемот и со Македонија е тоа што ние не сме нити ваму, нити на средина. Најнеубо е тоа. Да. Или си хардкор, вкјутук, значи вкјумес живееш дно дна. Шо и да или се си на тропски горештини негде. Шо и да се десит ке те импресионират и ке ти е позитива, ке те пукат, ке кажат. Ама види. Види. Гледај, ти светулка ке видиш, но ке си мислиш Лас Вегас дојдоја овдека. Чим си на средина во Македонија, значи ти имаш видено и убо. Не е се неубо, не е се кај паднатине. Ама има зато нешто ти викам, и плюс минус е цело време, плюс минус е. Да, например, ке купиш хамбургер, бекен, олкаф од седница, мува ке најш внатре. Пример ти викам, све е вака, разбираш? Да. Не дека има таму хамбургери со мува, го ама како пример. Ако земиш, ако најш 100 денари во хамбургеров, не можеш да ги вратиш да речеш тетке, извини, овие на ги кој најдов. му падна 100 денари, пичка материна бе. Добро бе луѓе, до кога бе, до кога? До кога бе? Мислам, приватни ствари, чувај си ги дома. Не морат во тосто во хамбургеров. Ама нема да ги вратиш. Таму е плюс и минус. Влакно да и паднит, готово ке скрениш, например. А то не е убо. Наместо речиш да направите вака со твојава. Среќа ќе излезе. Тоа е интересна работа. Например, ако е хардкор келнеров или готвачката, влакно да и паднит, сите мрчиме. Така тоа сме го правеле муабет. Ако е некоја прејака топ швеđанка, некоја, не знам, убајна, мед да лижиш. И да и паднит влакно, како ќе сосеќаш. Сега ќе ти кажам. Повелете. Прво ќе и ти ги дам сите комплименти на светов. И после ќе и речам амури или абре. Зависи, да.
Заш под швеđanка може да се подразбират и Ова розевово. не ти требаше. И таа што ќе речи? Не е ова мое. А не ни ова мое. Моите си се евеј ги. Да, моите си се евеј ги. Да, келав келнер да ти речи што мене што ми падна, море. Што ти падна? Слекви се да видам кај нема томината машинка некое време. Братучет, реклами пуштете ме. Реклами. Не знам, ова е воничка не знам која ти земете кај порачвиш за јадење, ама таму нема дојме поќе. Кои сакат некај, кој ќе паднит влакно. Тој може да дојде не некој најубав, мора уна Путин може да дојде и да рече ја дигова не смеш ништо да речеш. Ќе земаме на игла вака и колку што е висок вака, в петица ќе го земам. И ќе го земам в петица. Не заслужи никој што ќе фрли натре. Абе, влакно, ти да му речеш, твој ова? Дали ко ќе речат проблем, плюкни детево? ако сакаш, земи, стреси го, шо? Пример, комши ко ќе се скарет, ко ќе речи едниов на другиов. Уште еднаш, значи, ако му се развикаш на детево, те скинав. Влакно, ако му фалит на детево, те скинав, ќе те лежам. Дали мислиш дека тој фанатичен комшија го пребројви попис прави секоја вечер, знамето го креветот сама или се пребројува ко војска? Со влакнава. Верувам. И пример едно плюс ако ќе речи, мајко, изгледа комшијава имат додаено за да бафер да имат. Или друго дете има поголем, да. Многу пиште. Мило, од кај ти се овие 5 влакна овдека? Од кај ти се? Ги седов од Михаела и ги пасај ми треба ја се поликов внутре ќе ги вратам. За секој случај. Пао една ципа и 50 денари за сокче. Епа, драги гледачи, гледачки, рековме. Да. Мора да ги поштоваме. Секој. Гледаш плетењево како повлече други теми тотално. Тотално насентиш. Се согласуваш? Среќен 8 март, јас само тоа ќе го речам. Среќен 8 март. После среќен 8 март И топла поддршка следниот ден, кој што е најдепресивниот ден во годината за секоја една дама, тоа е 9 март. Тогаш веќе сите се враќаме на оние застарени шеми. Тогаш не е се исто како што беше. Фикусот веќе не е тема на муабет. Сега ќе вариш кафе, да стави и за мене. Стај си за тебе. Стај си и за тебе. Леле, таа фора ми е... Таа фора е настаната 52 во јуни, кај што имаше утакмица Југославија против Уругвај и на полувремето овај од што не знаеше што да пред со себе губевме 1-0 и рече на сопругата овај речи Милошевиќ. го... Дарко Милошевиќ. Предрак Милошевиќ и рече, јели, ćeš да куваш кафу можда? Каву можда. И ова, да, наравно, sad ću. Onda skуvaj едно и за тебе. И да овдека, овдека осмех со све, со првча слободен со све. И почна после утакмицата, веќе немаше смисла. Изгубија Југославија, тогаш еве и од Уругвај и после изгуби Југославија и од сама од себе и од Сан Марино. И то се тие работи. Да. Не знам. Друго што ти се бенди свит ќе кажеш или јас да кажам? Да, уште едно, дозни да местам, вака како што ја видов од овдека. И кој ќе варосвиш, например, сега многу е јако што ти изолираш, што треба да изолираш, ама варосвиш, ја оставаш дознава за после со крпа и со вода да треба да ја жулькаш. Со ног да ја влезиш. Дозна. Мене, знаеш што ми е многу јако? Кој например, ќе речам на мојава животна сопатничка, ќе ја речам пример, не знам, одам јас, излегвам, ја палјам колана за да е топло, кој ќе слезиш. Пример, земи го, не знам, клучот, земи го, секако ќе земи. Земи го пемперето некое, таму пемпере, не е битно, се не ми теквит конкретен пример.
И знам дека ќе го заборај, 100 пати ќе го речи, што знам дека ќе го заборај, и го ќе слезит, и го ќе тргните, само ќе речиш го зедето, и тај, ле, одма прва, втора, одма, знаеш, на кратки на кратко менвење, со стартов, спорт мод, одма, ле, ген. И во тој момент ти викаш, уживај, јас го зедов. Ова е безобразно. Не, ова е врв на пацифизмот. Зашто ако не го направиш тој потек, може ти изгледат како да е проклето. Ама ако го нема тој потек, одма ќе имат конфликт тука, одма ќе имат ќе се дестабилизираат еврото, ќе не знам, инфлација, све. Ќе поскапи шекерот, бензинот, нафтата, ќе поскапат лагери за скејборд, ќе не знам, оние пајаци цел живот што се клецет онде во ќошон, таја ќе го напушти, ќе замени, тој ќе остани. Ко ти викав да си направиме своја пајажина? Не кеше. Ти реков да инвестираме во real estate, то сега е то носит. Ти реков една пајажина ќе донеси друга. После да си истераме пасив инкам на мушички овдека ќе растураме. Ама ти не екиш, ти се запна, ќе плетела. Плети и ќе се скарет. И после та ќе остани црна вдовица, тој нема да остане, ама не е битно. То ќе се деси ако го немаш ти земено ова пемперево, колку и да е небитно. Немам јас после ова шо да додадам. Ова е врвот на епизодава. Почнавме од плетење, дојдовме до зошто ќе го оставит пајакот црната вдовица. Како? Не знам. Вие гледајте. Тодоровски се одјавува. Јепа, лайк and subscribe. Братуче, ти благодарам. Чест ми беше, чест и част. А овие на аукција ќе одат? Ова, реков, пишете во коментари, го праќам по карго. Кој е полубо? До тогаш вака ќе стои. И братучет ќе ви го прати. Со си клопче, и глава не можам. Со си кломпи. За друг. Со ова, иначе по каргојот реален джемпер. Така.